Почитувани гледачи, добар ден, се враќаме во отвореното студио 1 на 1 ТВ после интересната приказна која што можевте да ја видите од разговорот на колешката Елена со Виолета Џолева, режисер на првиот македонски детски мюзикл, но и децата Лара, Александар и Лена Катија кои што беа гости во отворено студио 1. Овој термин стандардно е резервиран за колегата Дејан Андоновиќ, со кого што ги анализираме последните случувања од светот. Дејан, добар ден. Добар ден. Холивудскиот спектакл може да се нарече заврши без некоја конкретна разрешница. Не само што заврши, него има и продолжение, веројатно, иако не е најавено кога ќе биде премиерата. Токму така, Доналд Трамп и Ким Јонг Ун не успеа да се договорат за денуклеаризација на Северна Кореја. За подпишување на договор за денуклеаризирање на Корејскиот полуостров. Убаво го кажа тоа холивудската сага, бидејќи беше толку најавувано како готова работа, пријателство. После тоа беше планирано голема вечера меѓу двајцата лидери, прослава. Што вели Трамп, Ким е добар дечко. Добар дечко, меѓутоа ние можевме да видиме на снимките што ги емитува странските медиуми дека не беа нешто насмејани двајцата лидери, што само укажува дека нешто сепак се случило што не дојде до тој договор. Значи само да потсетиме, требаше да биде потпишан договор меѓу САД и Северна Кореја за денуклеаризација на Северна Кореја, односно прекин на производство и нуклеарни тестови, значи тестови со нуклеарно оружје. Причина за тоа според Вашингтон е зашто не се постигна договорот е тоа што Ким Јонг Ун барал премногу од Соединетите Американски држави, односно сакал за возврат на прекинот на производство и ширењето на нуклеарно оружје бидат укинати целосните санкции кои ги имаат Соединетите Американски држави кон Северна Кореја повеќе од 70 години. Но она што го шпекулираат медиумите и она што на некој начин е полуофицијално и од Пјонгјанг и од Вашингтон е спорот околу тоа што Ким Јонг Ун ветил дека ќе ја затвори главната нуклеарна централа во Јонгбјонг, таа е најголемата нуклеарна централа во Северна Кореја каде што се произведуваат нуклеарните боеви глави, но одбил да ги затвори и другите, останатите неколку што ги има низ цела Северна Кореја, бидејќи според некои шпекулации тие се контролирани од Кина и од малку Русија, поради тоа и Вашингтон инсистираше тие нуклеарни централи да бидат затворени, зашто Ким Јонг Ун сепак не можеше да даде ветување дека ќе се затворат, па оттаму и на некој начин казната од Вашингтон дека убаво поминавме, се договоривме, ги спуштивме тензиите, ги подобривме билатералните односи, но се уште нема да имаме постигнат договор меѓу Северна Кореја и Соединетите Американски држави за неширење на нуклеарно оружје. Кога сме кај нуклеарната мок и опасноста од нуклеарни војни, во близина на Северна Кореја има уште едно место кое што исто така виси во воздух нуклеарна војна. Тоа е Индија и Пакистан. Таму се многу заострени односите во овој момент, поточно за околу Кашмир. Она што го видовме по западните медиуми, насловите од утринава беа во Виетнам се гасне нуклеарната опасност, а Индија и Пакистан зголемуваат нуклеарната опасност. Таму продолжува тој повеќе деценски судир кој ескалираше изминативе неколку дена со убиството на индиските војници, 40-тина отприлика. Индија изведе, практично Пакистан изведе од пакистанска територија беа изведени тие терористички напади на една исламистичка група, зашто Индија возврати од мазнички и за прв пат после 71-та година беше нападната пакистанската територија. Исто така беа урнати два индиски воени авиони и двата пилоти се во заложништво, се уапсени, односно се во заробеништво, и постојат некои информации дека се постојат преговори за враќање на индиските војници во Индија, но она што е сега најново е дека Пакистан и пакистанските трупи изведоа воена интервенција, односно артилериски напад врз индиска територија. Исто така велики дека и таму има некакви милитанти, што само дополнително ги зголеми тензиите меѓу двете држави. Огромен дел од партиите меѓу кои владеачката партија во Индија заговараат и бараат од владата итна воена интервенција врз Пакистан и конечно решавање на тој индиско-пакистански проблем околу Кашмир. Имено се работи за поделена област,
каде што е поделена уште од 1948 година. Она што е важно е дека таму живее повеќето муслиманско население, значи пакистанците имаат на некој начин своји сонародници таму, но од друга страна малцинство, меѓутоа тоа било управувано од индиски махараџа во историјата, така да индиците имаат некакво право за Кашмир, но она што е најважно е дека тоа таму се изворите на реката Инд и е многу стратешко место и оттаму и стратешки кој го држи Кашмир, има и вода и храна и риболови се и оттаму е и борбата околу овие две држави кој ќе има превласт во Кашмир. Она што е опасно е пак ќе потсетаме дека Индија и Пакистан, Индија има околу 1 милиарда жители, Пакистан има околу 200 и нешто илјади жители, така да доколку дојде и двете држави имаат огромни армии, неколку милионски и сите имаат нуклеарно оружје. Доколку дојде до некаков евентуален судир, како и во изминатиот период, не се исклучува можност за употреба на нуклеарно оружје, што дополнително не може да направи опасност не само во реонот на Азија, туку и во целиот свет. А 1/5 од светското население ќе биде во животна опасност. Па јас ќе го повторам она што го реков и пред неколку дена, тоа е дека доколку дојде до нуклеарна војна, не постои точка на земјинава планета што нема да ги осети последиците, бидејќи не е тоа толку многу далеку како што изгледа вака. Апсолутно. Венецуела некако изминативе 2-3 дена како да беше тргната од фокусот на светските извештаи, бидејќи нели како оди она и во новинарството и во медиумите некоја вест е главна и после 2-3 дена ако се појави некоја друга вест ја потиснува претходната. Така да Венецуела како да беше малце од дефокус на случувањата со ова што се случуваше меѓу Индија и Пакистан. А има нови моменти, особено што денеска Советот за безбедност на Обединетите нации треба да расправа за две резолуција и американската предлог резолуција. Двете се диаметрално спротивни. Руската резолуција е да се бара укинување на санкциите кон Венецуела од страна на Соединетите Американски држави и русите бараат исто така да биде признаен председателот Мадуро и да не се подрива суверена држава како што е Венецуела. Од друга страна американската предлог резолуција опфаќа воредни председателски избори со странски мониторинг, со тоа Мадуро да не може да се кандидира и да се признае на некој начин Хуан Гуидо. Но она што е опасно е дека таму траат и натаму судирите долж границата, траат дипломатските препукувања и она што е последно, почната е на некој начин и има голема појава на епидемија на маларија и на денга грозницата. Ако се земе во предвид дека Венецуела беше регионален центар за Латинска Америка, а можеби светски центар за контрола на маларија и на денга грозницата, сега за 300 и нешто проценти е зголемен бројот на заболени во Венецуела, но и во Бразил и во Колумбија, што само укажува две работи. Се стравува дека е можно започнат биолошка војна, значи дека тоа некој го направил намерно затоа што нели познати се тие доктрини на биолошка војна, од друга страна исто се стравува дека целото рушење на системот во Венецуела ќе предизвика огромни проблеми, не само падот на берзите како што се случи на светските берзи поради нафтата, туку и еве се појавуваат некои болести кои знаете како болеста не знае граници, така да таа ако не е контролирана може да се рашири и во пандемија. Антоновиќ, ти благодарам за оваа анализа на вестите од светот. Почитувани гледачи, тука е крајот на овој блок. Останете со програмата на 1 ТВ. Следуваат вестите со колегата Александар Петрески.